враќаме во студиото на топ тема на Телма. Како што веќе најавив, вечерва се гласа доверба на владата на Ципрас во грчкиот парламент, а во британскиот се очекува гласање на доверба на владата на Меј, но со оглед на нашиот интерес за судбината на договорот од Преспа, сконцентрирани сме на случувањата во грчкиот парламент и како што веќе најавив, со мене во студиото се двајца поранешни амбасадори, амбасадорот Љупчо Арсовски и амбасадорот Огнен Малевски. Благодарам што сте овде и што ќе ги следиме случувањата. Од време на време ќе се вклучуваме и во дебатата во грчкиот парламент, затоа ќе ни помогнете, амбасадоре, со оглед на тоа што го знаете јазикот. Меѓутоа, еве, со оглед на интересот на македонската јавност каква ќе биде судбината на договорот, веќе се предвидува дека ќе помине гласањето денеска на владата на Ципрас, тоа значи и поминување на ратификација на договорот, зашто се очекува дека ќе почне во петок собраниската процедура тама, односно парламентарна, а во понеделник веќе би можел да биде ставен на гласање. Сепак, можете ли да објасните зошто Ципрас е толку сигурен дека вечерва нема да му падне владата? Ципрас што ми е сигурен, треба и ние да му веруваме, бидејќи од повеќе страни, дури и поранешната министерка за надворешни работи Бакојанис исто потврди дека, значи, знаете, во тие системи со поголема километража, со поголема традиција, точно се знае дека сите ќе гласат, ако не се случи нешто непредвидено. Тука се плашам во тоа непредвиденото, бидејќи стварно се работи само за еден глас, за еден пратеник. На времето ќе се сети колегата Малевски дека и падна владата на стариот Мицотаки со 151. Еден пратеник беше купен, практично, и наеднаш владата падна. Овде немаме таква работа до сега, за време на парламентот не се појави било каква инсинуација, дури и самиот лидер на река, на Потами, потврди дека неговиот пратеник кој се одметна и ќе гласа и за владата и ќе гласа за договорот, рече, одби секаква инсинуација дека се работи за пари. Се работи за размислување, за одлука на самиот пратеник да гласа. Значи, сепак, да речеме дека 99,9 е завршена работа. Ја спомнавте Бакојани, амбасадоре, таа кажа вчера во своето обраќање дека вечерва владата ќе помине благодарение на 6 пратеници кои ќе ги дадат своите гласови, но немаат ниту политички, ниту демократски легитимитет. Од друга страна, токму тие беа на удар. Утрово имаше плакати со нивни ликови и закани да се обелодени кои се тие. Значи дека и во Грција има една заострена атмосфера за поддржувачите на договорот. Мислам дека е тажно што немаме доволно наши новинари на се вели на лице место на терен да известуваат и ја немаме вистинската слика и впечаток за димензиите кои ги имаат овие случувања сега во Грција. Ние сметаме дека се работи за нормална дискусија во парламентот, може би по теркот на нашите дискусии, но од она малку, јас за жал не го познам грчкиот јазик, но она малку што ми е мене достапно преку странските медиуми на англиски предсе и така натаму, гледам дека се работи за многу издржани дискусии, за многу тешки дискусии, под наводници тешки се разбира, со аргументи и во кои учествуваат сите пратеници. И јасна е поделбата по ова за нив важно национално прашање. За жал, тука мислам дека голем удел игра политиката во смисла на калкулации со идните избори. Секогаш националните прашања, националните теми, вклучувајќи го и така нареченото македонско прашање, било користено, се разбира и кај нас, меѓутоа кај нив можеби и уште повеќе и поизразено во предизборниот период. А во Грција
предстојат парламентарни, односно председателски избори, а во октомври ќе бидат и парламентарните избори, можеби и предвремени. Така што мислам дека и целава оваа дискусија за довербата на владата и она што ќе следи, нели, верификацијата на Преспанскиот договор е на некој начин подгревање на атмосферата во пресрет на изборите. Додека ние разговараме, амбасадор Тарсовски имаше можност да слушне што се случува во грчкиот парламент, каква е риториката. Господинот Малевски веќе спомна дека тоа е навистина жестоки дискусии и можевме да видиме дека навистина тие тоа го прават така жестоко. Кои им се аргументите и дали се е фокусирано на договорот од Преспа или веќе се зборува и за други теми? Како се приближува 12 часот, изгледа дека во редоследот повеќе од опозицијата сега имаат веројатно при пријавувањето и така што овие 2-3 минути што слушав, повторно си тие тоа изразување на тоа дека Македонија е само грчка и дека единствена само нив им припаѓа и така натаму, и тоа се нема голем одзив во самиот парламент со ракоплескање, бидејќи веројатно помалку се. Меѓутоа е страшно да го слушате тоа, го поврзувам некогаш со некои филмови што се снимани за нацизмот и така натаму, каде што тие зборови што се клучни, еве кај нив најклучниот збор од Македонија е само грчка и само таа може да биде и готово. Тоа значи, за разлика во текот на предпладнево и вчера имаше многу убави дискусии каде што луѓето сака да го освестат грчкиот аудиториум, да им кажат дека што сакате, сакате да уништиме една држава и да граничиме со соседна Србија. Тоа не може да биде. Зошто да ветувате нешто што не може никогаш да биде? Второ, треба да помогнеме таа држава да се развие и преку нејзе и Грција ќе влезе веќе на целиот Балкан и ќе стане навистина една сила која објективно и во моментот, без оглед што таа должи, без оглед што ќе добие поддршка да биде како најстара земја на Европската Унија, некоја земја што ќе ги води во проекти, во едно од друго, има повеќе искуство. Се вадат документи во кои актуелната власт покажува дека зборот и Македонија, и македонски јазик, и дури со години наназад, не само во поновиот дел од историјата, туку од времето и на Комунистичката партија на Грција, која исто така, кога нејзини пратеници дискутираа, повеќе се навраќаа на напад врз империализмот, на застранувањето на Грција, едноставно мислеше како да не живеат во 21. век. Се навраќаат на историјата, меѓутоа еве вие и самиот рековте кога доаѓавте навака Каменос дискутирал пред парламентот и не сте можеле да слушнете штото изборува. Јас колешката Тамара Гранчаровска ми донесе штото изборувал. Гласањето за доверба на владата нема ништо со извештајот за оваа влада, туку со дилемата, според мене рекол тој, погрешното водење на премиерот до постигнување на договорот од Преспа. Тој рекол дека не е во позиција да гласа против, бидејќи се противи, тоа што велите вие постојано повторуваат едно исто и став вели дека имал и за времената спогодба со Коста Симитис, а се спротивставил и во 2007 година на владата на Караманлис, кога беше предложена географската одредница и ерга омнес. Тој вели дека тоа е иста на позиција на политичките лидери од 92 година на владата на Костас Караманлис, која се противаше на какво и да име која го содржи зборот Македонија. Со оглед на ваквата риторика и вие направивте исто така една паралела дека риториката можеби е засилена и заради изборите. Ако направиме една паралела со Македонија и овде опозицијата не го прифати договорот, одеше на националната карта и анкетите покажаа дека има успех во освојувањето на македонски поддржувачи, односно гласови, наспроти албански, колку и овој тип на национално и повторување на зборот Македонија е наша, всушност навистина се користи само за една политичка пропаганда и за добивање на гласови. Сето ова зборува дека они навистина до крај ќе играат на оваа национална карта со чувствата на грците. Па претпоставувам дека така ќе се развиваат работите во таа некоја насока да
интересот краткорочен, прагматичен, надвладува над долгорочните интереси, визијата и така натаму. За жал, се уште сме сведоци на Балканот дека многу често таквата политика ги диктира постапките. Мислам дека опозицијата и во сега ќе бидам апологет на актуелната власт, меѓутоа јас тоа лично го споделувам, не сум член на партија и не сум активен, но сметам дека како професионалец вака гледано дека опциите кои се нудат од страна на опозициите од двете земји се неискрени. Се чисто политичка игра. Апсолутно. Коректно би било да се каже, прво не може да постигнат подобар договор, затоа што ова е на границата на предавството, така и самите го оценуваат. Ако се отиде на потврд став, тогаш почесно е да се каже не, ние нема да склучиме договор, нема да го решиме ова прашање, нема да ја поддржиме оваа држава да влезе во Европска унија и НАТО, додека има и М слово во своето име, и тоа значи пролонгација на проблемот. Исто, ако се префрли тоа на нашиот терен, не може да се склучи подобар договор. Со кого ќе го склучите? Оваа актуелна власт ги отиде и преку границите по оваа дискусијата што ја гледаме, што било и прифатливо за мнозинството грци. Оваа другата опција пак што ја предводи Караманли се уште со потврди ставови. Со кого ќе постигнете договор? Тогаш треба да кажете ние не сме за членство во Европска унија и НАТО под овакви услови. Тоа би било по мене вистинската формулација, бидејќи договор апсолутно не може да има. Подобар договор, за жал, колку да ни е тешко и со горчина во устата, но треба да бидеме разумни и свесни дека многу се тесни маргините по кои би можело нешто да се помести од ова. И ова е Да, Арсос, само да кажам дека апропо вашата изјави и паралелата што ја правиме со изборите, еден дел не додадов од Каменос кој велеше увереноста која ние имаме беше дека ова прашање ќе дојде по изборите. Но тоа се смени во ноември и тогаш беше одлучено да биде март. Така што ние имавме промена на однесувањето на владиниот партнер два пати. Тој мислел дека ќе се спасат. Не само тоа, Каменос беше доста дециден и гласен кога кажа дека кога влегол во коалиција со Ципрас, инаку да ви кажам, коалициите во Грција многу малку траат. До сега тоа е традиционално, ова е прва која траела 2,5 години, скоро еве влегува во завршна фаза. Тој беше прецизен дека мене ми вети дека тоа прашање ќе биде дури после избори, после цело време ќе го одоговлекува ова. Меѓутоа влезе во една интензивна фаза после првата посета на нашиот министер на Грција, кога баш тогаш бевме во ова студио со вашиот колега Боби Христов, кога Коцијас најави дека на нашиот министер му рекол дека треба времената согласност да се смени, да се направи една нова, која заедно ќе одат да ја потпишат во февруар. Многу беше прецизен, бидејќи за 3-4 месеци таков договор да го одиш во февруар во Њујорк да се потпише и ќе одиме заедно во Брисел да ги известиме дека све е ова завршено. Меѓутоа, тајмингот, иако одеше многу бргу од јануари, февруари до јуни кога се потпиша, влеговме сега во ова година на избори и кај нас, кај нас, мислам, председателски и нешто, и некакви 2-3 локални, не е важно, меѓутоа таму ова предизвика, практично ние сега гледаме борба за гласови. Мене пријатели кои се од двете страни, да речем и позиција и опозиција, ми велат дека Мицотакис на крај не му е памет да го поништи овој договор. Знае што значи овој договор, тој знае и е долго време во политиката и со сестра му и со татко му, меѓутоа ако каже еден збор, 30% наеднаш губи. Потами река на овој на Тодоракис, тоа значи дека тој веќе падна на 2%. Тој не смее сега да игра таа игра. Тој Тролев, тој личен пријател му, го знам што мисли. Меѓутоа, знаете како, сега е борба за гласови, сега имаат за неколку месеци, за нив тоа неколку, летото брзо поминува, за нив е тоа многу
избори што ќе бидат оваа година и овдека практично имаме една стварно предизборна кампања. Секој ги кажува своите најцврсти позиции за да само да се надоврзам, ако гледаме така и Мицотакис и Мицковски овде како да здивна на некој начин од како се потпиша договорот, врелиот костен не беше во нивните раце. Апропо ова што вие го велите за Мицотакис, само заради риториката за изборите никогаш не би се осудил ништо нормално позитивно да каже, меѓутоа факт е дека и тој, па и тука Мицковски, поминаа низ нешто што помина една друга влада, негативните поени се за Ципрас и за Заев во државите и чувствата на грците и на македонците, така што тие на избори одат со едно конто на гласови, кое што го сметаат за позитивно за нив. Меѓутоа, верувам дека се разликува состојбата во Грција и Македонија, затоа што во Грција можеби Мицотакис ќе најде партнери за да формира влада, доколку на оваа карта игра и победи, за разлика од Мицковски кој сепак не може да заборави дека владата сепак мора да има партнер од крај. Денеска тројца лидери на партии го разоткрија Мицотакис дека му ги извадија документите, во кои години, кога кој бил, кога е признаен македонскиот јазик, кога е во самите службени вестници на Грција. Тоа го направи и министерот Коцијас, и тоа го направи Преска и Каменос, кој им ги предаде и документите да видат каде се, бидејќи малку се скарани внатре, иако се во таа десна опција и двајцата, Каменос сака да каже дека секогаш имал еден цврст став, постојано, дека не доаѓа предвид зборот Македонија и тоа го знаеше Ципрас, вика од првиот ден кога влегов во владата. Така што ова да го сватиме како дел од еден театар, кога порано сме знаеле дека секогаш пред избори во еден период, и особено кога се наоѓаат во северниот дел на Грција, се споменуваше прашањето околу меѓутоа секогаш се одеше со сложено име и така натаму, ама крајните овие лидери кои се крајна десница, тие дури денеска се навратија и на неформалниот состанок средба на лидерите на партиите кај Караманлис кај стариот Караманлис 92 година, каде што практично беше донесена одлука зборот Македонија и незин дериват да не постои во име. И Каменос. Токму идејата ми беше дека најдени се лидери кои што може да го потпишат овој договор, тоа бе Ципрас и Заев. Нивниот однос и она како сето ова го истурка покажа дека за да се потпише договор навистина се потребни две страни, а тие две страни во овој момент беа најдени, за разлика како што велам Мицотакис и Мицковски кои сега играат на таа национална карта пред изборите, меѓутоа реков ситуацијата е верувам различна во Грција во однос на Македонија и во однос на тоа кој како може да формира. Она што е нешто ново за мене во Грција, ќе се сложи колегата Малевски, тоа е ваква клима на еден позитивен приод од голема група на интелектуалци па и пратеници од СИРИЗА, тоа сега немало. Немало затоа што и премиерот се појави во телевизијата Open со еден фантастичен однос према целата околина на Грција, особено према Македонија. 3 пати го спомна премиерот Заев во позитивна насока. Потоа новинарите му направија посветена голема конференција во музичката дворана во Атина пред неколку дена, каде што беше и Тодоракис и до него седеше Данелис, тој што му се одметна од ова, кој зборуваше таму и кој рече дека ќе даде поддршка. Таму зборуваше и Ципрас. Таква атмосфера јас не сум видел 27 години во Грција. Меѓутоа факт е дека СИРИЗА ја добива поддршката благодарејќи на пратеници поединци, независни пратеници и слично. Господинот Малевски сепак би сакала да може да каже нешто. Добро, многу теми се отворија во и ви благодарам што сте вака активни. Мислам дека и по цена на загуба на овие избори, СИРИЗА смета на долг рок. Со принципиална политика, како што на самиот почеток колега Тарсовски кажа, тоа се држави со малку подолга километража во однос на
практикување на демократија и демократските принципи, со сите мани и нуспојави, но сепак станува збор за демократска држава, во која тој смета на обстојување на партијата на подолг рок. Сепак се работи за нова млада партија. И мислам дека таа доследност и принципијалност и сите аргументи кои во погодно време ќе ги извади што има направено на економски план за државата и што има направено на меѓународен план визави соседите, Македонија и другите соседи, мислам дека, но и големите играчи, почнувајќи од Соединетите Американски држави, Европската унија и така натаму, значи новата улога на Грција во регионот, во едни нови околности, мислам дека тоа му дава за право да биде и неговата партија и тој лично, па и да не е премиер, да биде многу важен фактор во грчката политика во наредниве години, наредниве децении. Така што сите мислеа на почетокот дека станува за една ефемерна појава, се собрале интелектуалци, групи луѓе во Грција, левичари, не знам. Сириза не беше сериозен партнер. Ние сите знаевме за две големи партии, уште две-три помали партии кои обстојуваат последниве 40 години и се активни, традиционални. Така да, мислам дека на овој начин се профилира една модерна грчка партија и би било добро и неа демократија да следи принципот да биде десничарска се разбира. Меѓутоа да биде од овој модерен тип како што се демокристијаните во Германија или да не ги редам овие позитивни примери во нордиски држави. Во однос на ова што го зборувате, денеска го прашавме и колегата Александрос кој доаѓа од грчката телевизија РТ3, како тој гледа на исходот од дебатата вечера во парламентот, па и ратификацијата на договорот. Тој е во Македонија и ги собираше овдешните мислења, изјави и атмосферата во пресред и гласањето за промена на Уставот, па со него разговараше колешката Тамара Гранчаровска. Господин Александрос, кој е вашиот став? Дали Ципрас ќе добие доверба на владата? Сум убеден дека утре во гласањето грчкиот премиер ќе ја добие довербата за неговата влада со сите неопходни 151 гласови што се предвидуваат. Никој не може со сигурност да го потврди сето тоа, но врз основа на проценките и сето тоа што го гледаме во последните денови во Грција, сметам дека Ципрас ќе ги добие потребните гласови за довербата што се предвидува. Дали давањето на доверба на владата автоматски ќе значи и да за ратификацијата на договорот од Преспа или може да има изненадување? Ценам дека ќе биде барем еден чекор со цел владата на Алексис Ципрас кога ќе го донесе договорот на Преспа во грчкиот парламент, ќе има еден позитивен чекор кон оваа насока. Какво е јавното мислење во Грција сега за договорот од Преспа, откако Македонија го смени уставното име и направи уставни измени? Физика υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση. Постои една различна состојба после подпишувањето на договорот тука во поранешната Југословенска република Македонија. Ако ги споредиме со стојбите пред повеќе години, ценам дека се наоѓаме во некоја поразлична состојба. Најавени се протести во Атина за внедела против ратификацијата на договорот од Преспа. Дали може да се очекува тие да бидат масовни како оние протести во Солун пред 20 на години и дали тоа нешто би сменило? Αυτό θα το δούμε. Тоа ќе го видиме. Θα δούμε καταρχήν πόσοι θα είναι οι ќе видиме на почеток колкав ќе биде бројот што ќе учествува во тие протести. Είναι δικαίωμα του καθενός να Право е на секој да протестира за тоа што го верува. Κατά την εκτίμησή μου, Според моето мислење, нема да биде бројот толку голем колку што беше во Солун пред 20 години.
Αλλά μένει να το δούμε. Στα ελληνικά υπάρχει μια παροιμία. Η Κυριακή είναι κοντινή γιορτή. Во Грција постои една поговорка, недела доаѓа после празникот. Деновиве сведоци сме на превирање на политичката сцена во Грција и прегрупирање во парламентот. Дали тоа покажува како ќе се одвиваат работите и каков ќе биде исходот од изборите во Грција, кои треба да се одржат за 6-7 месеци? Ναι, εκτιμώ ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θα παίζει ένα σημαντικό ρόλο στις επόμενες εκλογές στην Ελλάδα. Είτε στις δημοτικές ευρωεκλογές που διεξάγονται ούτως ή άλλως στις 25 Μαΐου, είτε στις европарламентарските избори во 25 мај и за парламентарните избори што се планирани да се направат во октомври, но можеби и ќе бидат и порано. Θέματα που θα κυριαρχήσουν στην Тоа ќе биде едно од главните прашања што ќе владеат во предизборната кампања. Και με βάση αυτό εκτιμώ ότι И врз основа на тоа ценам дека ќе постои ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή θα υπάρχει μια μερίδα η οποία θα πιστέψει ότι η συμφωνία είναι για το καλό των δύο λαών, ότι τα ωφέλη има еден дел од народот што ќе верува дека договорот е добар за грчкиот народ и дека позитивните ефекти ќе се видат во иднината. Και παραμένουν πιστοί σε αυτά но и постои и голем дел што го тврди спротивното, дека договорот не е добар и сето тоа што е поврзано со него. Според вас, дали Ципрас ќе ја плати политичката цена за договорот од Преспа? Η προσωπική μου θέση, εγώ πιστεύω όχι. И јас верувам дека не. Η Συμφωνία των Πρεσπών Мислам дека договорот од Преспа е еден од најдобрите договори што можеле да се направат меѓу двете земји. Αυτό βέβαια θα φανεί Сепак тоа ќе го видиме, позитивните ефекти ќе ги видиме за година, две, некаде во иднината. Ќе се види во врска со финансиските размени. 18% само годинава имаме зголемување на трговските размени меѓу двете држави. Проценувам дека и тие што веруват и во двете земји дека договорот не е добар, во иднината ќе видат дека се направи еден многу добар обид, еден модел за мирот и заедничкото постоење во регионот. Тоа беше интервјуто со грчкиот новинар, а во моментов во грчкиот парламент зборува лидерот на опозицијата Мицотакис и нашиот соговорник амбасадор Тарсовски слушаше дел од неговиот говорите, реже можеме и да го видиме Мицотакис од грчкиот парламент. Што кажа тој и дали нешто ново или ги повтори? Видете, практично неколку пратеници негови ги спомна истите овие позиции дека имаат информации дека некои од пратениците, четворица се тие што треба, петорица што треба да помогнат, да му помогнат на Ципрас, нема да го гласаат договорот. Тоа е сега прва информација што ја слушам на ваков начин, он ја кажа. Пресврт е ова, значи. Да, ова е еден мал пресврт, меѓутоа она што го кажа претходниците дека од овие 6 само до сега 20 зборуваа. 4 пратеника воопшто не зборуваа. И тоа го смета тој како една, еве, повторно падна линкот, не е битно, а значи го спомнува фактот дека луѓето што треба практично да зборуваат во парламентот, да ја кажат својата теза, својата позиција, зошто гласаат за владата и ќе гласаат и за Преспанскиот договор, за сега не се пријавени и не се, а тоа се од овие четворица, тројца се министри. Тоа тројца се министри. И она што е најважно, што за сега ниту еден сите остануваат на позицијата, што не се случувало до сега. Што не се случувало, значи си остануваат министри, а не се членови на партијата, а стануваат министри. Значи, сепак се работи за некои нови, да кажам, работи што се случуваат во грчкиот парламент, како што некој кажува, ова никогаш до сега не било. Исто како што кога Каменос се откажа и се повлече,
Ципрас го именува началникот на генерал-штабот, адмиралот, како се викаш, Апостолакис. Значи, работете дека имаат сега за министер за неколку дена офицер, што не е вообичаено за демократска земја. Значи, еден збор што е многу потребуван и многу пати го кажа сега и Мицотакис, тоа е народот. Сите го употребуваат народот, секој за својата кауза, како треба да ја народот знае народот. А народот, морам да ви кажам, дека многу малку знае. Народот сега ги чека само економските мерки кои ќе бидат. Ќе зборуваме и за нив, меѓутоа оваа драма се случуваше кај нас во парламентот кога требаше да се гласа првиот круг на одобрувањето на уставни измени. Сега се случува очигледно и во грчкиот парламент. Ова што го најави Мицотакис, доколку се случи такво сценарио да не добие поддршка владата на Ципрас, значи и пропаѓање на некој начин на ратификацијата на договорот. Дали сте размислувале што со едно такво сценарио, за кое што можам да кажам, некако никој не му се верува дека може да биде, сите се позитивни, меѓутоа сепак, никогаш не сме сигурни. Некој ќе ги почувствува консеквенциите од таквиот чекор. Ние, мислам дека успешно завршивме со сите концесии и проблеми кои остануваат внатре и рани кои ќе се лечат и така натаму. Меѓутоа, барем ја завршивме обврската на начин како што ветивме и затоа добивме и поддршка и пофалба. Колку да зборуваме за самостојност, суверенитет, независност и така натаму, живееме во свет кој е испреплетен, а особено за малите држави е многу чувствителен. Додуше и многу поголеми и посериозни. Вие спомнавте темата Брекзит и тие импликации и така натаму, но особено за Македонија, па и за Грција, која е во специфична ситуација, многу важни се тие релации и во рамките на Европската Унија и релациите со Америка. Така што еден таков чекор краткорочно политички би донел бенефит за можеби за една партија или две-три партии, меѓутоа долгорочно за Грција апсолутно сум убеден би било катастрофално, би се соочила со многу лоши реакции. Народот ќе му биде мило можда на мнозинството да не помине Преспанскиот договор, меѓутоа кога ќе ги осети економските реперкусии, тогаш тешко на таа влада. Во Грција поинаку се излегува на улица и сведоци сме од тие слики како реагира грчкото општество, колку е почувствително од нашето, кое во тој поглед е многу инертно. На оваа сиромаштија, на оваа бедотија нема социјални потреси, нема немир, и тоа е наша традиција некоја, но таму е поинаку. Така што мислам дека еден аргумент повеќе во прилог на очекувањата дека ќе помине во грчкиот парламент е токму тоа дека има пратеници кои се свесни, можеби ова не е добро политички, меѓутоа пак алтернативата е многу лоша за Грција и за грчкиот народ, така да. Ја спомнавте и вие економијата, да известам дека странските ревизори треба да се состанат следната недела во Грција за преглед по криза, со разговори што се очекува да се фокусираат на долготрајните проблеми на грчките банки и нивната нефункционални заеми, како и одоначувањата. Меркел кога дојде во Грција зборуваше повеќе за економија, чинам, одошто за политика. Таа беше главниот критичар на Грција кога се случи финансиската криза, меѓутоа таа беше па на друга страна печат на овој договор, таа не нарече Северна Македонија уште пред да настане гласањето за уставните промени. Меѓутоа, ова што го кажува амбасадорот Малевски, навистина Грција може да се соочи со нешто тешко, тоа е уште една криза, недавање на поддршка од страна на европските фондови и онаа помош што ја има. Ципрас се пофали дека извлече земјата од најтешката криза од друга страна. Не знам колку е Грција извлечена од кризата, бидејќи од некаде 500 милиарди, кога се појави првата бројка пред 10 години, ако добро се сеќам, 2008 есента, после Букуреш самитот и така натаму,
сега се 294-284 милиарди. Тоа се сепак големи пари и дека ќе има различни форми на кој начин ќе се исплатуваат тие долгови. Тие нема да бидат заборавени, нема да бидат отпишани. Кога некои пријатели мои ми кажуваа уште 2009 година дека ќе банкнотираме ние, мене ми беше чудно дека една земја може да банкнотира на таков начин, сепак во регионов и земја на Европската унија. И тогаш се појави бројката. Значи, во моментов важни одлуки ќе бидат донесени од Европа, од банките, од САД, во овој постпериод, за да му се даде ветер во едрото на бродот на Сириза. Инаку Сириза и онака е во една, да речем, опаѓање во однос на нова демократија. Меѓутоа, знаете, ако се појават одредени закани, како што каже и колегата, ние ги знаеме, тие движења, народот едноставно може да се храни со името Македонија, дека е Грчка еден ден, два, ама третиот ден бара храна, бара пари, бара да нема повеќе. А по она што го преживеа пред неколку години, и прашање колку ќе може да 4-5 пати се смалија пензиите, платите, работните места и така натаму. Така што мислам дека добро го нотиравте тоа. Меркелка повеќе зборуваше за економски и финансиските релации на Грција со Европската унија, посебно со Германија како нејзин најголем поддржувач, и by the way, или патем кажано, и го кажа дека тоа добра работа, дека Грција, ако сака да биде водилка или како би се рекло матица во овој дел на Балканот, тоа се пеше земји каде што може многу капитал да се врти, многу заемина или оние, како се вика, да заеми без грантови што ќе доаѓаат од Европската унија, ќе ги координира Грција. Меѓутоа, она што се предвидување на некои аналитичари дека нема да му биде лесно на Ципрас, на Сириза, затоа што и на владата, затоа што има малцинска влада на некој начин, во донесувањето на понатамошните одлуки, и се тоа исто така до октомври може само да оди на негативно конто и негативно да му влие. Сакам да кажам дека аналитичарите предвидуваат дека Ципрас може ќе преживее вечерва, ама ќе има една кревка влада, дека таа влада може понатаму да се соочува со проблеми. Така ќе биде и до изборите, но како што и спомнавме во претходниот разговор, релативно краток е периодот до изборите. Октомври се чина далеку, но тие ќе бидат распишани некаде месеци пред тоа се годишните одмори, кога сите грци се активни, се активни на други работи, така што мислам дека тој период и не е толку долг, и мислам дека ќе се обиде Сириза и премиерот сите бенефити од оваа нова регионална политика да ги искористи и во разговорите со тие нови делегации на финансиери од Европската унија и ревизори и така натаму, и мислам дека со една поддршка ќе се обиде да мислам дека ќе го истурка мандатот, дека тоа не е спорно, дека не и треба на Грција криза, но се е можно во политиката, не знам. Се работи за неколку пратеника и може да надвладеат некои други интереси и ветување. Мене ми е многу интересна друга една ситуација. Ако да речеме се помине сега Преспанскиот договор, биде ратификуван, стапува на сила и доаѓаат изборите. Караманлис рече дека нема да го поништи, дека ќе го почитува. Тогаш ќе треба да се работува со Северна Република Македонија, Република Северна Македонија, и тоа многу блиску, многу интензивно, бидејќи тоа и договорот го предвидува. Дури таму се предвидува формирање на совет за соработка на највисоко ниво, кој ќе го предводат премиерите на двете држави. Значи дека Караманлис
хипотетички еве од оваа страна Мицковски, треба да седнат и да соработуваат. И мислам дека треба да водат сметка за реперкусиите за двете држави и во една друга фаза и во друга иднина, ако тие очекува дека ќе бидат фактори на политичката сцена. И мислам дека тука е повнимателен Мицотакис, барем во изјавите, бидејќи по она што го кажа и покрај тврдиот став сака да излече поени, меѓутоа мислам дека во основа ќе биде покоректен играч на овој. Со оглед на тоа што го губиме сигналот од случувањето во грчкиот парламент, можам да предвидам дека само кога се појави Мицотакис сите го гледале, па ни прекина и интернетот. За крај, ваш заклучок, ова што го кажавте, да повторам дека Мицотакис во својот говор кажа дека се уште не е сигурно дека ќе помине вечерва туку така гласањето. Не го рече во тој контекст, го рече во контекст дека ги чекаше четворицата што се отпадници од другите партии да зборуваат и да кажат зошто. Со мал подсмев сакаше да каже дека тие се притиснати, купени, не ги употреби тие така цврсти зборови, меѓутоа сепак се очекуваше, можеби до крајот ќе зборат, можеби тоа има информација дека не се пријавени, меѓутоа за мене едно прашање се поставува ден потоа, од утре натаму. Од утре натаму доаѓа, еве, рековме, ќе помине и договорот понатаму. Како ќе се реализира, да речеме, во првите 6 месеци во пресет на изборите, се она што е стипулирано во Преспанскиот договор, а тоа е Грција да го ратифицира веднаш за НАТО, за да иде втората, третата, четвртата и петата фаза, да може да оди нашиот пристап кон НАТО. Да, можеме повторно да го видиме Мицотакис, иако ние треба да превршуваме за крај кои се негови зборови во моментов. Знаете што? Важно е како ќе се реализираат и обврските и Грција, што ги има. Обврска е веројатно да не доаѓа до крупни проблеми кога ќе доаѓаат наши таму имиња. По ова треба и комисиите да се состанат, да настанат ревизија на учебници, да настанат и ќе почнат тие така наречени болни прашања. Ќе видиме што се случува всушност по усвојувањето на овој договор. Јас и на 20 амбасадори ви благодарам што бевте вечерва во студиото на Топ тема на ваша страна, затоа што претходно имав разговор со амбасадорот на Европската Унија во Македонија Самуел Жбогар, со кој што зборувавме и за договорот од Грција, за кој тој што смета дека е многу позитивен пример во регионот и дека е лекција за Европа, постои решение за секој проблем, рече тој, ако имате вистинско лидерство, но зборувавме и за она што е актуелно вечерва во Македонија, а тоа беше за сформирањето на антикорупцијската комисија, за кој што смета дека е свеж воздух во борбата против корупцијата, но напомена дека со оглед на индексот на корупција на Македонија е најголем во регионот, дека сепак и јавното обвинителство и специјалното јавно обвинителство треба да покаже дека е подготвено да се бори против корупцијата и кај функционерите, односно политичарите, било да се од власта или од опозицијата. По рекламите ќе го видите интервјуто со амбасадорот Жбогар. Добро вечер за амбасадорот на Европската Унија во Македонија Самуел Жбогар. Благодарам, амбасадоре, што сте вечерва дел од Топ тема на ваша страна. Добро вечер, благодарам на вас. Ова интервју го правиме во денот кога тече дебатата во грчкиот парламент во однос на довербата на владата на Ципрас, а од тоа секако зависи и ратификацијата на договорот за името, кој што веројатно ќе се одржи на почетокот на идната недела. Очекувате ли позитивен исход од гласањето, односно да се ратификува овој договор и со тоа конечно да заврши целата оваа работа околу промената на името на Македонија? Yes, we hope for positive development. We hope for ratification of the Prespa agreement in Athens as well. To solve a problem that was there unsolvable for so many years, you need a lot of determination, a lot of commitment, and you need leadership.
And we've seen this leadership on both sides when they signed the agreement last year. So I believe that also Prime Minister in Greece will bring the deal to the end, as was the case here. The Prespa agreement is win-win for so many things. I mean, first, it solves the problems between two countries. It turns your neighbor into partner and a friend. It opens the Euro-Atlantic path widely for your country. It's a boost to the hope for the whole region that things can be solved. But it's a lesson to Europe as well. It's a lesson that there is a solution for every problem. If you have the right leadership, if you have determination, if you have courage to go through. Every country in the region has problems, and this is the optimism they're getting, that they can solve problems themselves as well. But also for us in Europe, we have our own problems. I think it's also a lesson for us that, if you are determined enough, no problem is unsolvable. Европската унија даде многу напори за да се реши овој проблем. Меѓутоа, бидејќи денеска имаме изјава од рускиот председател Владимир Путин кој вели дека постои надворешен притисок за зачленување на Македонија во Европската унија, и Лавров на оваа изјава додаде дека Москва не е против договорот меѓу Скопје и Атина, за нив е спорен легитимитетот на процесот. Оваа изјава на Путин упатува дека смета дека постоел надворешен притисок, веројатно на Унијата и други фактори и надворешни, за да се реши проблемот. Како ја коментирате оваа изјава на Путин? What I saw was that the pressure was mostly from inside. The pressure that after 27 years, this problem needs to be solved. The pressure from citizens that after so many years they want to move forward. And almost everybody in this country is supporting the membership in the European Union. That's where they see the future. That's where the students go to study. That's where the investments are coming from. That's where the trade, your export is going to. So it's pretty obviously that your future is linked to the European Union. And I saw the pressure coming from inside, that this finally changes, that you start moving closer to the European Union since you are stuck because of this problem for so long. I saw the pressure there from inside. We provided only encouragement to the leadership on both sides to go ahead and try to find a solution. Solution was found only between the two negotiators and the two prime ministers with the help of the UN facilitator. Подпишувањето на договорот и гласањето во парламентот во Македонија и очекувањата позитивни од Грција придонесува за стабилноста во регионот. Ова беше коментарот и на најголем број на ваши колеги на земјите членки од Европската унија. Колку со ова навистина е затворено прашањето за безбедноста во Македонија и во регионот, меѓутоа од друга страна да напоменам дека се уште се решава прашањето меѓу Белград и Приштина и верувам дека додека не се затвори тоа прашање, сепак во регионот не можеме да зборуваме за целосно затварање на прашањето за безбедноста. I think that this Prespa agreement, I said before, it was the boost of hope to the region that unsolvable problems are solvable, that there is a solution for every problem. For so many years it seemed impossible to find a solution to your problem with Greece, and here we are with waiting to see ratification in Athens. So I think this was the boost of optimism for the region, that also other problems in the territory of former Yugoslavia can find solutions, because every country has a problem. And it's been almost 30 years since the collapse of Yugoslavia, and it's time that these problems get solutions. So yes, I think this is a boost also for Kosovo and Serbia to find a solution. We are seeing that a lot of discussion is going on, and we hope that they will find a solution that can be acceptable for both sides as well.
Сепак за да влезе Македонија во Европската унија потребни се уште многу чекори, услови кои што се поставени пред нејзе. Видовме дека една од најглучните реформи што Македонија треба да ги направи се реформите во правосудниот систем, во судството. Но од друга страна, за да се постигне договорот за името, токму правниот систем или тие прашања беа нарушени. Беше дадена амнестија заради настаните 27 април. Дури се смени член од кривичниот закон за да може да не одговара некои од пратениците кои што треба да гласат. И веднаш тука ние новинарите искоментиравме. Ние можеби ќе затвориме едно многу битно прашање од надворешната политика, меѓутоа ќе немаме правната држава. Како гледате на овие факти и како е можно Европската унија да дозволи една земја која преферира да биде земја членка да се доведе на едно вакво ниво нарушење на правото заради остварување на политички цели? Well, on judiciary and the rule of law, I think many things were done in the past months or in the past years. There was a lot of laws that were reformed. There are also some ongoing laws that are about to be adopted in the parliament. So I think the legal construction for the rule of law, it's in place, or it's going to be in place. I think this is going very well, and I think this is good. What of course is still missing is what our expert Priebe said in his report, the change of mentality, the change of behavior. I think that's where still we'll need a lot of work. And I think we'll all need to help judiciary become more independent, to resist to the political interferences that you were mentioning, to become more professional, to become more honest, to become more efficient, to become stronger, more self-confident. Yes, that's still a long road on that one. It's easier to adopt the laws, but to change the behavior of judiciary, which we all want to see, it's a process, and it needs more time. But apart from time, it needs also political commitment, or commitment of judiciary, but also of politics. And I believe that if you were able to if you're able to show such determination, courage, commitment to solve the name issue, as we've seen in the past year, and if you show the same commitment, or politicians show the same commitment toward the rule of law, to establishment, to fixing the rule of law, to changing the behavior, to rebuilding the trust of citizens in judiciary, then I think we'll have result. And I think then we will see the change. And when this happens, I think we will recognize this change. But I think it's still to come. About the amnesty that you mentioned, we understood that there is this huge polarization, or we witnessed this huge polarization that exists still in the country, in society, in politics, or probably in politics spreading into society, which is really not good. It was very poisoning. And so from that point we saw reconciliation initiative, including with the amnesty for the 27th of April, as an attempt to bring the society together for all the strategic goals that are ahead of you, and where you need really everybody on board, where you need every talent being from the opposition or the government on board to reach your strategic goals, EU and NATO membership. So from that sense, we saw logic in the amnesty of those who didn't participate in violent acts in the parliament, and also were not part of the organizers. Меѓутоа, разочарувањето на граѓаните во Македонија е дека секогаш белите вратоврски, односно политичарите, добиваат амнестии, дури и промена на закони за да не одговараат, за разлика од обичните луѓе кои мора да одговараат пред законот.
сведоци сме дека на ниту еден политичар или некој што ја злоупотребил службената должност не му е ниту конфискуван имотот. Во таа насока, можете како го коментирате тоа разочарување на луѓето, дека всушност државата не се бори, ниту судската власт, па ниту законодавната извршната доволно силно против корупцијата или против кршењето на законите? Yeah, I think I would agree here that much more needs to be done on fighting corruption. Of course, there was some prosecution done, there was some investigation and prosecution done on corruption cases by Special Prosecution Office, by Minister of Interior, Financial Police, by public prosecutor. Yes, there were some cases, but definitely is not enough, and also not enough of convictions. And also to confirm what you're saying is the index of Transparency International, according to which the perception of corruption is here the highest in the whole region, which is worrying. So yes, I think this should be alarm for judiciary, for politicians, that something needs to be done. We hope that the new law that is now just being discussed in the Parliament on a Commission for Prevention of Corruption will bring some fresh air in fighting corruption, because this commission is very important. It should get appropriate powers, it should get resources, it should get expert people who would then look into the property of politicians, get justification, and investigate if some property was, if some politicians are more rich than they should be according to the earnings that they had. So I think that commission is very important. It's not functioning now for many months, and we're really looking forward that this law comes into effect and that the new commission starts as soon as possible. So this is one area where maybe we will see then more fight against corruption, against, you said, white collars, against politicians. And then, of course, it's the Special Prosecutor Office and the Public Prosecutor, Public Prosecutorial Office that should focus more on fighting corruption of politicians, no matter from which party they are coming, the governing or opposition. Очигледно се зависи од политичката волја, дури и законот за антикорупцијската комисија повторно беше вратен на разгледување од страна на Европската унија заради тоа што не го направија тоа што им беше советувано. Тоа да биде независно тело, создадено од независна комисија, не поврзано со поранешни функционери. Она на што запна и денеска расправата беше финансирањето на политичките партии. Сакам да кажам дека дури и кога треба да се формира едно вакво тело, политичките партии, било да е власт или опозицијата, го гледаат само сопствениот интерес и само околу тоа се расправаат, не исполнувајќи ги условите од Европската унија. Верувате ли дека ова конечно ќе се надмине и дека ќе се донесе еден закон за антикорупцијска комисија кој што ќе биде надвор од политичкото влијание и од раката на политичките партии? Look, you made the agreement with Greece, but there are more conditions for opening negotiations with the European Union. And ministers last year said that you need to continue reforms and you need to deepen reforms. We don't have many months until June when ministers will be deciding. So in those few months, we need to, I'm speaking also, together with you, we need to demonstrate to member states that there is a change in reforms, that there are reforms done and that there is a change in behavior. So there's not much time and there's not many cases wherein you can show the difference, because in judiciary also you need a lot of time to show the difference. And Commission on Anti-Corruption is one of these cases when you can show that this is different. You can show that this is a new commission with stronger powers, with good people there who are independent from politicians and who will actually start investigating some politicians. That would be a very good case for the ministers in June to say, yes, this is the country that is really determined to do the right things, as they did it with the name. So that's why I hope that the Parliament
will follow the draft that was prepared by the government and agreed with the European Union, and that the Commission will keep the powers that are currently in the draft law. Токму тоа ми беше и следното прашање. Колку Македонија може да очекува позитивен извештај со оглед на состојбата во борбата против корупција, криминал, реформи во судството, и колку може да очекува во јуни позитивно мислење ако само го промени името, а не го направи она што го побара прибе и останатите услови за влез во Унијата. Вие не можете да прогнозирате, меѓутоа какви се вашите размислувања, колку ризикува Македонија да смета само на тоа дека го промени името и еве сега тоа е доволно? Well, the agreement with Greece is big. It was a big step that you did. Changing constitution. It's a big commitment. It's a show, a big demonstration of big commitment toward European Union values and hope for membership. But it's not going to be enough if we don't see results in the reforms as well. I think the best would be for people here, for citizens here, to see the change. If people here, if citizens here will see that there is a change in doing politics, in doing governance, in judiciary, then for sure we will recognize that change as well. But we would need to see this change. And I hope that now that the Prespa agreement is over, that the constitution was changed, that now really all the efforts and the same determination, the same honesty, sincerity in commitment will be addressed toward doing this change, to demonstrating first to your people, because I hear from your people that they are eager to see the change of behavior, of doing politics in the country. And if people will recognize finally that they say, no, things are really changing now, as we were hoping, then I'm pretty sure that we will that member states or the ministers will recognize this change also in June. Ова една од пофалбите на промените што ги направи реформите Македонија беше во безбедносниот систем, односно преструктурирањето на управата за безбедност и контраразузнавање. Меѓутоа, бегството на Груевски покажа дека во оваа држава не постои безбедносен систем или систем на поврзаност помеѓу институциите, или пак полицијата, судството, обвинителството. До денеска никој не понесе одговорност од ниту една институција за бегството на Груевски. Како ова го коментирате? Well, first, I understand that part of the reforms is also the reform of the UBK, and that the government has the full plan and everything is being prepared, how this should be done better in the future. Also how the coordination of different security services could be done in the country. But I understand frustration of citizens because of this escape. But we shouldn't jump at conclusions who is responsible. I think we should wait for investigation which is going on. I understand the prosecutor is looking into, is investigating, and we should wait for her conclusions, results of this investigation, which probably will indicate how it happened and also whose responsibility was it that it happened, what it happened. Меѓутоа, како коментирате затоа што никој не понесе морална одговорност од страна на оние што беа ставени на функции кои што всушност требаше да не дозволат такво нешто? Because probably they wait to see the full picture of how it happened and where were the weak links, let's say, in the system. And probably after that the consequences will come. But I think we'll have to wait for the results of investigation, for the prosecutor to come out and tell us how it happened, and then I'm sure the consequences will come, also political and moral one.
Со оглед на тоа што ВМРО-ДПМН не ја поддржа промената на името, на некој начин Тивко го бойкотираше и референдумот, какви се вашите односи како амбасадор со ВМРО-ДПМН и со лидерот Мицковски? Ве кога последен пат сте се сретнали, за што сте разговарали? You know, as a diplomat, as diplomats, we need to remain in contact with all political forces in the country, and we do. And I have contacts with all opposition segments, let's say. Of course, with the main opposition party, with the leader Mickoski, with the members of the parliament from his party. I have contacts with the Group of 8. I have contacts with the leaders of Albanian oppositions in the parliament. So I think these are regular contacts that are important for our work as well. Opposition is very important in every society. Active opposition is very important because it keeps the government accountable. You know, it needs to keep somehow control on the government with the powers that they have, which are mostly in the parliament. Of course, they have also certain responsibility, which is responsibility for the interests of the country. They also have to put the interests of the country first before the interests of the party or anything else. And I hope that now, when the Prespa agreement has been ratified, the constitution has been changed, that now everybody can join forces to work on the strategic goals, which is the EU and NATO membership, for which, as I said before, you really need everybody on board. You would be so much successful if you work together. За крај, Македонија како да живее во еден свој собствен свет, меѓутоа најбитното прашање денеска за Европа е што ќе се случи со договорот за Брекзит, а и гласањето на доверба на владата на Меј. Какво е вашето мислење за едно многу комплицирано прашање што сега се појави и можните 5 сценарија или колку и да се за разврска на оваа криза во Британија? Well, I have to repeat what our leaders have been saying from the first day that Brexit referendum succeeded, that we are very sorry, indeed very sorry, that UK citizens decided to leave the Union, but this is the fact that we have to accept. And that followed, the negotiations followed, and now we have a deal that we believe is the best possible deal between the EU and UK for an orderly exit of a member state. So of course we regret and we are disappointed that Prime Minister May was not successful in convincing her parliament for the support of this deal, and we will have to wait now for UK to tell us what are the next steps, what is their proposal. We still believe this is the best possible deal. Member states supported and stood behind this deal. And we want an orderly exit. But after yesterday, I think the Commission even increased preparations for all kind of options that will be coming out. But we remain committed to the deal that it is here and wait for the UK to tell us what's their proposal, what's the plan. Господин амбасадор Жбогар, ви благодарам што бевте дел од топ тема на ваша страна вечерва и за ова интервју. Thank you very much for having me. Благодарам многу. Еви за крај, breaking news или најновата вест е дека Тереза Меј го преживеа гласањето во парламентот. BBC јавува со 325 гласа за наспроти 306. Гласањето уследи откако британскиот парламент го отфрли предлогот на премиерката за Брекзит. Таа, инаку денеска претходно побара поддршка, како што рече, да ја заврши работата. И само да кажам дека заврши говорот на Мицотакис во грчкиот парламент, кој што вечерва треба да гласа и за доверба на владата
владата на Ципрас. Тој ги повика министрите што доаѓаат од Данел да зборуваат, да се изјаснат дека не гласаат за преспа, со што не се согласуваат, како што рече, со централниот избор на владата, велејќи четворица од 6 члена кои изразија намера да ја поддржат владата, тројца министри дури и не зборуваат за да го оправдаат нивниот глас. Двајца, вели тој, се од Кина, а другите двајца се прават кинези. Уставот никогаш не бил толку извалкан што го направивте без преседан, но за сето ова повеќе во вестите во 21:30 со колечката Весна Јовановска. Останете со програмата на Телма.